Јас за денес би сакал да продолжам некако во истиот дух на поуката, иако имав план нешто друго да зборувам, меѓутоа ете така некако ме поттикна, поготово на 37-ми псалм, кој што беше последниот одсек од четвртокот. Значи, ќе стане збор повторно за трпението. Верувам, пак ќе повторам нешто што на сите ни е потребно, посебно на мене. Господ е долго трпелив и фала му на Господа што е таков. Може да замислиме што се не трпи тој од нас. И то секој ден. Така да и ние треба се научиме, ако сакаме да бидеме во тие 144.000. А живееме во последно време, тоа е остатокот, а остатокот ќе го отсликува Божиот карактер. Како што Господ Исус е непорочен, никогаш не сгрешил, 144.000 не дека никогаш не сгрешили, меѓутоа ќе треба да бидат безгрешни. Никогаш лага не се најде во неговата уста, не треба лага да се најде во устата и на тие, тој остаток, а и Господ е трпелив, трпи, претрпи, кој знае што се за нас, нешто што никогаш можеби нема да доволно да го разбереме, па ќе го разгледуваме и проучуваме во сета вечност и ние така треба да имаме трпение и тоа е една од одликите на тој Божи остаток, трпението на светиите. Сличен текст како во Псалм 37 наоѓаме во Јаков 5 глава. Интересно е, Јаков некако при крајот на своето послание како да се повторува на она што го кажал во првата глава, на почетокот од своето послание, но да го прочитаме први на оној дел од посланието на Јаков, 5 глава. Ќе читаме од 1 до 11. Го бараме Јаков, нова Библија, така да малку тешко баратам со неја, но еве го, Јаков 5 глава. И интересен наслов има, мислам, првиот дел, барем до 6 стих, но ова е во контекст на она што не очекува. Интересно е тоа што сега пред време, со месеци пред време ни кажуваат што не очекува во иднина. Како да сакат да поверуваме дека тие се пророци, а всушност тоа е се планирано. Тие го знаат затоа што го планираат и еве се труби, се најавува, се уште сме лето, меѓутоа ајде да видиме зимата како ќе ја поминеме, најтешката зима после Втора светска војна и така натаму. Често пати ни се укажува на тоа и јас верувам дека Македончето многу полесно ќе си помине отколку оние тамо на запад, затоа што тие се научени на раскош. Ние поминавме многу што. Но видите со каква прецизност и псалмистот не увелеше тоа во 37-от псалм, се извинувам, но и меѓутоа е Јаков, 5 глава. Први стих. Послушајте сега, вие богати, плачете и ридете над неволите што идат на вас. Вашето богатство изгни и молците ги изедува вашите раскошни облеки. Вашето злато и сребро зареѓа и нимата реѓа ќе биде сведоштво против вас и како оган ќе ги проголта вашите тела. Насобравте богатство во последните денови, внимајте. Насобравте богатство во последните денови. Посебно во последните денови ќе натрупаат големи богатства. За сметка чива? Моја, твоја, на сите нас. Па гледате што се случува. Вештачки кризи. Но да го точитам овој дел првин. Еве платата на работниците кои ги ожнија вашите ниви, што вие им ја скусивте, вика и извиците на жетварите дојдоа душите на Господа над силите. Вие живеевте на земјата раскошно и разуздано, ги подхранивте своите срца, како за денот на клање.
Го осудивте, го убивте праведникот и тој не ви се противи. Време на страшни неправди. Го живееме тоа време. Каде отидоа цените за кратко време на сите производи? Тие се наситија, се презаситија со леп. Интересно. Алудира на Содом и Гомор, во оние стикови од Езекија, што ги читавме од неодамна. А ние ќе трпиме за леп. Лебот стана ненормални цени, значи 100% се качија лебовите. И сега кога сме кај ова, интересен податок ме изненади дури. Лето некако одамна така не бев купил од оној еден од помилените мои лебови жетварски, за жал го нема овде, струмичкиот леб на Биокомерц, кој што е без адитиви, значи одличен леб, еден од подобрите на пазарот. Меѓу друго, тие произведуваат и манастирски, тој е уште подобар, онако од кисело тесто, ако сте љубители на тие такви некои лебови, но ми изненади, влегувам, значи август беа неколку дена, така одат 15 дена на колективен одмор, тогаш некако влегов да барам, па пишуваше баш дека ке нема во наредните 15 дена, и влегувам пред некој ден во Штип, таму во Китго маркет, и гледам цена на жетварскиот леб 45 денари. Си изненадив? Не, па тоа е минимално поскапување во однос на многу други лебови. Значи лебот кој што тука го земам обично од Диме, интегралниот од 35 отиде на 60. Скоро 100%. А жетварскиот го памтам беше некаде 35 денари. 30 ајде минимум ако бил некогаш. Ама одамна, не се ни сеќам кога. А сега е само 45. А сум слушал. И тоа од бабата Олга слушав, пошто им бил комшија тамо, дека е стварно човек на место. Кога вели дека нема адитиви, стварно нема адитиви. Човекот може да е некој протестант, не знам, по моje сознание можно е. И еве, значи, внимава и на джебот на другите. Па не го качил енормно како што другите ги качуваат лебовите, затоа што со зборовите ќе се послушам сега на еден мој комшија од кога купуваме мед, кој што ми е земјак од Свети Николе, тамо во Штип, вели, ма остај ги тие воени профитери, а он е воено лице во пензија, значи, јасни му се некои работи. И точно е тоа, се случува војна таму некаде, а еден куп воени профитери во Македонија и насекаде. Не дерат, го дерат народот буквално. И енормно ќе се богатат на тој начин. Меѓутоа, еве гледаме низ овие стихови што ги очекува и нема каде да го однесат, каде ќе го носат тоа богатство? Во гроб. Регета, вели, нивна ќе им биде сведоштво против нив. Огнот ќе ги проголта нивните тела. Вели, насобрате богатство во последните денови. Дали Јани ти го цитираше, Швапли го кажуваше тоа, дека ќе немаме ништо, а ќе бидеме срекни. Значи, кон тоа не водат да не осиромашат до даска. И ќе немаме ништо, ќе бидеме срекни, замислете. Од воздух ќе живее. Или ќе ни фрлаат по некоја трошка, онака, а они ќе имаат се. И тоа ќе им биде малку. Страшна работа. И сега во едни такви околности, во едно такво време, Јаков не поучува дека треба да бидеме трпеливи. Да не се дразниме, псалмистот велеше 37 псалм, да не се дразниме, гледајќи го злото, мислам како напредуваат, нели, злосторниците, за да не направиме ние зло, да не побеснеме, знаете, да не човек кога е нетрпелив може да направи 300 глупости. Значи. Поготово кога и лебот ти го зимаат. Нема да не го земат скрос, значи тоа верувајте, значи трошки онака ќе ни дават, колку да бидеме мирни. Да бидеме мирни. И тоа ќе биде тој комунизам, новиот светски поредок, комунизам, каде они се едномислени, нели, власта ќе ја добијат од зверот, од змевот. И они се едномислени, они ќе имаат, а ние ќе, онака као комунизам, сите ќе имаме колку што ни треба, или ќе немаме ништо, а ќе бидеме срекни. Интересно. Само се наврата малку она мисла што ја кажав на почетокот. Јаков уште во првата глава кажува, ја спомнува начнува оваа тема за трпението. Јас мислам дека испомнав нешто во
мојот коментар за време на пуката, вели во вториот стих од првата глава: сметете ја за чиста радост, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија. А поготово ќе бидеме во разни и ваков тип или било каков тип на искушенија во последните времења. Знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни, без никаков недостаток. Видите го сега патот на тестирање нашата вера, раѓа трпение, а трпението не усовршува. Па тоа Господ го сака со нас, да не усоврши. А времето е кратко, живееме во последните денови, и овој текст што го читам одговара токму на последните денови, кога некои ќе се богатат на наша сметка, кога платата на работниците ќе им се закинува, скусува, како што вели овде, тоа го гледаме секаде. И вели, извици на жетварите дојдоа душите на Господа на силите. Едните живеат раскошно и разуздано, ги подхранили своите срца, но вели како ден на клање, го осудивте, губивте праведникот и тој не ви се противи, нешто слично како и Авакум или Хабакук, како вика таму во тоа време, кога вели злосторникот го гони праведникот. Нема правда. Нема правда, Господи, до кога вака? До кога ќе трпиш, Господе? И Господ е долго трпелив, дури и нас сака да не научи да трпиме. Затоа што тоа е една огромна, голема карактеристика на христијанинот. Да бидеме трпеливи, да не се возбудуваме, да не се дразниме, да не се жесточиме, но од друга страна ќе видиме во овој текст, во ова проучување, дека не треба ни да станеме малодушни или апатични и да оставиме, да речеме, еко оди, како оди, да изгубиме и вера и се. Не, како што проучувавме во пуката, мора да ни остане во главите фактот дека Господ има се под своја контрола. Господ се контролира. Нити да се дразниме, нити да се возбудуваме, ниту пак да станеме апатични. Во светлината на второто Христово доаѓање, затоа што текстот што ќе очитаме, да го прочитаме, подоцна ќе го прочитам останатиот текст од 7 до 11, станува збор за текст кој што е во светлината на второто Христово доаѓање. И тоа е уште еден доказ дека ова е текст и стихови кои што одговараат за последното време. Но, да ве прашам, еден друг текст кој што го запишал Петар, апостол Петар, ни кажува како треба да се однесуваме и какви треба да бидеме во светлината на тоа второ Христово доаѓање. Сеќавате каде беа запишани тие зборови? 2 Петрово 3 глава, ајде да не мислиме многу, 2 Петрово 3 глава од 10 до 15. 2 Петрово 3 глава од 10 до 15 ки читаме. Вели, а Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. Бидејќи се ова ќе се распадне така, и вели какви треба да бидеме во светото владење и во побожноста, какви треба да бидете вие, кои го очекувате и забрзувате доаѓањето на Божиот ден, кога запалените небеса ќе се распаднат и вжарените стихии ќе се стопат. Какви треба да бидеме? Вели, а ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја во кои пребива правдата. Ки се нагледаме неправди. Но меѓутоа треба да бидеме трпеливи, да чекаме на оној нов свет каде што ќе пребива правдата. Затоа, возлюбени, додека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир. А долготрпеливоста на нашиот Господ сметајте ја како спасение. А и долготрпеливоста во нашите животи ќе донесе спасение, па дури и народот вели трпение, спасение. Значи, треба да бидеме какви? 14 стих. Погрижете се тој да најде чисти, непорочни, во мир, трпеливи, да се поучиме од Господовата долготрпеливост. И кажав и во пуката, и сега пак ќе нагласам, тоа е описот на карактерот на 144.000. Чисти, непорочни, трпеливи.
со вера во Бога, чекајќи на негова интервенција. 2 Тимотеево 3 глава, онај опис што ни го дава за последните денови, дека ќе бидат тешки времења. И што забележуваме? Зошто? Од каде? Кој ќе ги направи толку времењата тешки? Самите луѓе. Самите луѓе. 2 Тимотеево 3:1-5 вели, а ова знае го во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат какви? Саможиви, сребролюбци, паролюбци, со други зборови. Самофалци, горделиви, хулители и така натаму, да не читаме и на крај дури вели изглед на побожност ќе имаат, ама се одрекле од незината сила, одстранувај се од нив. Ми беше моментот да кажам како извор на сите зла да е она саможивоста и сребролюбието. Себичноста која што се повеќе ќе се гледа. Затоа што ако Божиот народ се распнува себе си и станува несебичен, останатата група, оние кои што нема да тргнат по Бога, ќе стануваат се посебични. Ќе грабаат за себе, ќе гледаат колку можат повеќе да натрупаат богатства за себе, како да ќе живеат вечно на оваа земја. И сега пак да се вратиме во Јаков, 5 глава, и да видиме сега која е поуката што ни дава Јаков, односно Господ преку него. Во вакви времења, во вакви неправди, среде ваков грабеж, како треба да живееме? Од 7 стих, ќе го прочитаме првен целиот текст, и овде ќе видиме неколку работи. Ќе видиме 3 искушенија кои што Јаков ни ги кажува, кои што треба да ги избегнеме. Можеме се најдеме многу лесно во такви искушенија, но треба да ги избегнеме. А и 3 примери што ни ги дава Јаков од секојдневниот живот и од Библијата, од библиски примери, кои што можат да ни послужат за да живееме како што треба и да ги поднесеме овие неправди, ова време во кое што живееме и допрва уште повеќе ќе се случуваат такви работи. Ќе го прочитам првин целиот текст од 7 до 11, потоа ќе коментираме. Вели и така, бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. До кога? До самото Господово доаѓање. Мојсей за малку не издржал. Мислам, еве сега ми текнува на него. Трпел, најкроткиот, најтрпеливиот човек и на крајот таму сгрешил. Експлодирал, му пукнал филмот, што велиме. И нормално и природно е, како да кажем, еве и Илија, големиот Илија, па си исплашил, не чекал на Господ и така натаму. И да, Господ не му дозволил да го види Ханан, да влезе во Ханан, земскиот, ама го воскреснал. Тоа е Божјата благодат. И го однел право гое. Значи, така бидете трпеливи, браќа, не до предпоследниот или не, до последниот ден, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земја, да ги идеме, ова е првиот пример на кој треба да се научиме. Чека трпеливо додека него прими раниот и доцниот дожд. Вели 8 стих, чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто е близу Господовото доаѓање. Повторно, близината на Господовото доаѓање. Последното време, алудира текстот на тоа време. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. Тука е. Близу е. За пример на злострадањата и на долготрпението земете ги, браќа, пророците. Ова не е вториот пример, кој зборува во Господово име. 11 стих вели, ете, блажени ги нарекуваме оние кои претрпеа. Вели, чувте за трпението на Јов. Ова е третиот пример. А видовте како Господ го заврши тоа. Зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. Таков е нашиот Бог. Првото искушение во кое што може да се најдеме и да паднеме во вакви околности, во едно вакво време, е да станеме нетрпеливи. Тоа е големото искушение, на кое што лесно знаеме да паднеме. Брат Вели спомна некој негово лично искуство. Имаше доблест да го каже тоа, иако ние можеме да станеме и да кажеме и илјадници такви искуства во нашиот живот, каде сме биле недоволно трпеливи, каде што сме избувнале.
Во Псалм 35 таму псалмистот вели: Господе, помагај против напаѓачите и против ограбувачите. Но треба да не е јасен фактот, и во пуката доста коментиравме во тој правец. Господ не спие, не е незаинтересиран за животот на оваа планета, за што се случува овде, ниту пак за нашиот личен живот. Не е незаинтересиран, напротив. Не смееме да паднеме во една таква замка да го земеме законот во своји раце, да речеме, па не можам веќе да трпам. Значи, каков Господ, какви овие, со овие, кој може да се разбере, мислам. Но видовме, поготово од првата глава во Јаков, што ги читавме стиковите, дека Господ ги користи искушенијата за наше усовршување. Значи, да ја тестира нашата вера, на тој начин да произведе трпение во нашите животи, да ни даде всушност, давајќи ни вера, ќе ни даде трпение како дар на духот и да не усоврши. Значи, не треба секојаш кога ќе се најдеме во некаква таква ситуација, искушение, неправди и така натаму, да речеме, Господ не заборил, Господ го нема никаде, не е заинтересиран, јас сега ќе превземам се во своји раци. Не. Или можеме од друга страна да станеме апатични, како што кажав, дека едноставно се едно вие, не можете ништо, знаете дека не можете ништо и пуштате да тече, секако што тече, и едноставно запаѓате во некоја малодушност, која што е второто искушение, кое можеме да станеме малодушни. Чи не одат работите како што вие очекувате, како што посакувате, и сега се прашувате дали можете да му верувате на Бога, на неговите ветувања. Каде е Бог? Па нели Господ вака кажал? Каде е? Зошто не интервенира? И да станете малодушни. Дали ќе им суди некојаш на злите, па до каде ќе им дозволи да одат? Петиот стих, што ни велеше? Се извинам, 8 стих од 5 глава. Чекајте трпеливо, тоа е првото нешто, и зацврстете ги своите срца. Не паѓајте во малодушност. Зацврстете се во Господа, во верата во Него, во довербата во Него. Зацврстете се. Зашто што? Близо е Господовото дајање. Близо е Господ. Ќе стави точка и крај на се. Ќе дојде правдата. Не жесточете се. Или не паѓајте во малодушност, затоа што тука е судијата, тука е Господ, близо е времето кога ќе стави точка на се. Значи, едноставно, осветата е Негова, нема што ние да се бавиме со тоа. Ние и не можеме против новиот светски поредок, да кажеме, и овие случувања, и што не можеме, ние сме немокни, и како држава сме немокни, и како поединци, ситни, мали, меѓутоа на наша страна го имаме големиот Господ, оној кој што има се во своја рака и се под своја контрола. Затоа нашата надеж е во Него и треба да чекаме на Него. Може ли да ни падне толку верата да кажеме, може ли да се фатиме за Господовото Слово, за она што Господ го кажал? Може ли да веруваме? Него прочитавме тој 12 стих, меѓутоа вели: пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту со некаква друга клетва. Ова е од Матеј, од гората на блаженството, кај што Исус кажува, вели, вашето да биде да и вашето не, за да не паднете под суд. Таков е нашиот Бог. Ние мора да веруваме Неговото Слово. Кога Господ ќе каже да, тоа е да. И треба да веруваме. Што велеше тамо во Броеви, мислам дека беше. Господ не е човек, па да лаже. Не е човечки син, за да тој каже, даде ветување, па не го оствари своето ветување. Не смее да ни падне верата, никако. За него да е да, не е не. Да бидеме сигурни дека Господ стои за својот збор. Како што кажав, тој не е човек, па да лаже. Или Јаков 1.7, и тој стих не го прочитавме, но вели, кој се сомнева да не мисли дека ќе добие нешто од Господа? Човекот со разделена душа, го нарекува другиот текст. Не треба да се сомневаме ништо во Господа. Она што тој го запишал, како запишал, така и ќе биде. Нека се богатат, нека трупаат богатства, нека прават што ќе прават, меѓутоа крајот им се гледа. Дури и псалмистот Давид често пати користи таков речник, не знам кој псалм беше, подсетите ме, кога вели, се жесточи, кога ги гледа
злострониците како напредуваат и вика, сето тоа траеше доека не влегов во светињата на светињите и не им го видов крајот. А крајот е близу. Текстот не подсетува на тоа. Третото искушение во кое што може да паднеме е да воздивнуваме и да се жалиме, како што велеше текстот. Еве ќе читаме пак 7 и 8 стих. Така бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Добро, во ред, не е тоа текстот туку. 9 стих. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. Интересен стих. Значи, такво едно време на неправди, на лудило, на брзина, брз живот, како што живееме, на некои ветувања човечки, дека не знам, вака ќе биде, така ќе биде, подобро ќе биде. Ние едноставно не смееме да дозволиме да едноставно се возбудиме до тој момент да и меѓу себе почнеме да се јадеме, да кажам така. Туку сите треба да ја задржиме верата во Господа и да чекаме на Него. Зашто што вели, судијата стои пред вратата, интересно. Често пати забораваме на овој факт дека Господ се гледа и се слуша. Денеска се спомнам, мислам, во коментарите. Сте имале сигурно прилика некојаш да зборувате со некого, може да бидат и повеќемина за некого кој што не е присутен, и одена се отвара вратата и влегува тој и молк. Молк, не смее никој ништо да каже. Па го читаме ли стихот? Дека судијата, со голема буква С, судијата стои пред вратата. Тука е. Близо е, живееме во времето на судот. Секој збор што ќе го кажеме може да не осуди или да не оправда. Така да бидеме трпеливи, да не се вознемируваме, да не се возбудуваме, да не се жесточиме. Најтешко е тоа да не делува ситуацијата од надвор, ситуацијата во општеството, во државата, во светот и така натаму на нас, па ние меѓу себе нешто. Не дај Боже тоа да биде. Господ е тука, Господ се слуша, ние треба да ги збиваме редовите, како што велеше оној стих во Евреите. Како што гледаме дека доаѓа времето, ние треба да не ги напуштаме нашите собрани и цркви, тука треба да бидеме, да ги збиваме редовите, да се храбриме меѓусебно, дека близо е денот, дека Господ ќе дојде и ќе стави точка на се. Треба да бидеме свесни дека судијата стои пред вратата. Сега да ги видиме трите примери на луѓе кои што страдаат, трпеливи се, но на тоа чекање страдаат, но остануваат цврсти. Земјоделецот е даден прв овде. Сега Андреј тука може да зборува повеќе. Тој како е ново печен или земјоделец, меѓутоа може некој од нас и има друг кој што се бави со нешто такво, сигурно Елена, семејството нивно или било од кој од нас. Јас сум се бавил и па и денеска по нешто, по дома, не со земјоделие можеби, има по некоја овошка таму кај нас, како и да е. Какво трпение треба да има земјоделецот, луѓе? Да, Трајче го заборев, извини. Како го заборев Трајче, се извинувам. Значи, вели, и пак 7 стих да читам, и така бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земјата. Па колку месеци се потребни откако ќе го насадите, за да го добиете саканиот производ, замислете. Зависи која култура, нормално? Да. Ма колкаво трпение треба да има човек тука. Нормално труд, сето тоа да се спреми, и земјата, и семето да се насади кој што треба. И што? И да чекаш на небото, да чекаш на Господа, да пушти некоја капка дош. И рани доцен, како што вели текстот. Зашто е битен и раниот, и доцниот. И на крајот, кој ќе произведете, па нема откуп, па ниски цени, па ова, па она, и гледате што се случува и така натаму. Не само кај нас. Не само кај нас, тоа е пак во овој план и во ова, за која што зборуваме, осиромашување на народот. Но,
Еден пример, значи ние земјоделецот, како што тој чека трпеливо и се надева на Господа, така и ние. Да, тој го направил своето, меѓутоа останатото е на Бога. Бог дава, Бог дал живот на тоа семе, Бог дава да тоа никне, Бог дава дожд, Бог дава сонце и се друго што е потребно. Да чекаме како земјоделецот. Вториот пример ни е 10 стих. Вели, за пример на злострадањата и на долго трпението земете ги браќа пророците. Ама кои пророци? Не лажните, туку оние кои што зборуваат во Господово име, Господовите пророци. Тука можеме да збориме и да земеме примери. Не ти Еремија, не ти Илија го спомнавме. Многу други, многу мина други. Како поминале? Па самиот Исус нагласува во Новиот Завет. Вие кои што ги убивавте пророците. Божиот пророк секојаш бил пратен, како пратеник Божи, да, што? Да ја оправи ситуацијата. Кога Божиот народ ќе скрене од патот, Господ праќа свој човек за да ги предупреди. Никогаш не биле сакани. Кој од нас сака да некој застане и да вика дури на цел глас и да не опоменува за нашите греови? Кој од нас? Никој. Знаете, Елен Вајд самата како поминала, како била протерана на скроз друг континент, скроз на другата страна од светот. Заради тоа што не молчела, току зборувала. И како ли не би зборувала, кога имала порака од Бога? И што се не претрпеле? Ама обстоиле затоа што имале вера во Бога, затоа што чекале на Него, затоа што се држале за Него, затоа што знаеле дека имале порака од Бога. И биле Негови слуги. Исто пример за тоа, за трпение. Да се подсетиме, на последното време знаеме како, односно не знаеме, туку може само да насетиме и да предпоставуваме што се ќе се случува, меѓутоа повторно ќе се подигне прогонство, повторно ќе страда Божиот народ, и затоа текстот вели тука е трпението на светите. Затоа што ако видиме според интензитетот на страдањата и големината на страдањата, ако не очекува време време на неволи како што никогаш не било, тогаш може да заклучиме дека народот што ќе живее, Божиот народ во последното време највеќе ќе пострада. Ќе види страдања кои што никој никогаш претходно може не ги видел. Неправди какви што никогаш не биле порано. Па ајде истрпете. Ќе истрпете само ако имате вера во Бога, цврст однос со Него, и ако нормално Тој ви го даде како дар трпението, заедно со се друго, со Духот Свети. И третиот пример ни беше за трпение кој ако не друг, Јов. Кој може од нас да се спореди со Јов? А пак ќе кажам, последното време, веројатно, може и ќе пострада Божиот народ многу повеќе од Јов. Иако Јововото е неспоредливо. Знаеме да не повторуваме што му се случило на човекот. И не само неволите кои што ги дојде. Па жената, па пријателите наводно што му доаѓаат, па тебе се тоа те снајде затоа што си грешен, си му сгрешил нешто на Господа. Но што ни порачува стихот 11? Значи, ете, блажени ги нарекуваме оние кои претрпеа, чувте за трпењето на Јов и видовте како Господ го заврши тоа. Како Господ заврши со Јов? Го благослови двојно. Не му беа јасни многу работи на Јов. Точно еден куп прашање имаше за Господа, на кој што не доби одговор. Туку Господ почна на нему да му поставува прашања после. Што за да свати, не да се насочува на тоа, зошто, како му се случувало, туку да свати кој е Бог. Па мислам дека неодамна во една друга полука го спомнавме овој момент. Значи, ние треба да сватиме кој е Бог и колку е голем Бог, колку е моќен Бог, а не да гледаме на неволите, па зошто, па како. Не. Го имаме големиот Бог со нас, скоро ни доаѓа за да стави точка и уште малку треба трпение да се стрпиме. Како вели Господ го заврши тоа, зашто Господ, еве ги неговите карактеристики, е многу милостив и сочувствителен и долго трпелив и така натаму и така натаму. Спор на гнев. Тоа е нашиот Бог. Значи, која е пораката? Повторно,
она што го имавме во пуката и пред се 37 псалм, ја дури и би завршил пак со него, иако беше читан, пораката е таа, дека да, ќе бидеме сведоци на многу неволи, ќе бидеме сведоци на многу неправди, на едно тешко време, но не треба да се жесточиме, не треба да се возбудуваме, не треба да се дразниме за да не направиме зло, да не сгрешиме пред Господа, не треба ни апатични и малодушни да станеме, туку да се фатиме цврсто за Господа, да чекаме на Него, да се учиме на трпение и Тој ќе дојде скоро и ќе донесе и правда и ќе донесе едно такво општество, ако сакате, односно таков живот, каде што ќе биде праведно за секого, каде што навистина сите ќе бидат срекни, не затоа што ќе немаат ништо, туку ќе имаат се буквално на новата земја. Сето она што Господ го спрема и што немаме ни поим што се спрема. 37 псалм, меѓутоа долг е, значи тие првите неколку стихови јас би ги прочитал на крајот и со тоа ќе завршиме. Вели: не се лути на злосторникот, односно на злосторниците, ниту им завиди на оние што прават беззаконие. Се сушат брзо како трева, венеат брзо како зелено растение. Надевај се на Господа и прави добро, живеј на земјата и храни се со вистината. Еве, ја пораката. Затоа што може да паднеш во искушение да ти направи зло заради неправдите. Не, надевај се на Господа, значи чекај на Него, прави добро, живеј на земјата и храни се со вистината. Сета твоја радост нека биде во Господа, Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Предај му ги на Господа своите патишта, надевај се на Него и Тој ќе води се. Многу убав стих. Често пати го цитираме. Предај му ги на Господа сите своји патишта. Надевај се на Него и Тој ќе води се. Твојата правда ќе блесне како светлина и Твојот суд како пладне. Смири се пред Господа и надевај се на Него уште еднаш. Значи, не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подлост. Стивни го својот гнев и остави ја лутината, не се дразни за да не направи зло, зашто злосторниците ќе бидат сотрени, а кои се надеваат на Бога ќе ја наследат земјата. Уште малку, еве го, истата порака, уште малку и ќе го снема безбожникот, ќе го бараш неговото место и него веќе ќе го нема. Кротките ќе ја наследат земјата, тие ќе уживаат во изобилен мир. Да истраеме уште малку, драги браќи и сестри, и ќе ја наследиме земјата и ќе го уживаме тој изобилен мир и таа радост на новата земја. Амин.